Од дождовите нема берикет за сите земјоделци. Интензивните врнежи на цедило ги оставија оризарите, на кои поради влагата сеидбата опасно им доцни. Проблемот е што многу дождове падна, мокро е, не може да се улегне. Каснеме и ништо па нема да направиме. Ујде времето и спромашено се. Ова е втор голем удар за оризарите, по оној со пуштањето на водата од водостопанство, кое за едни беше задоцнето, а за други прерано. Пуштија ја пред време водата малку. И сега краишта се засеани, средината стое необработена, нема од каде да влеват луѓето со тракторите и да може да ги обработат површините. Проблемите се што не пуштат водата, јака на летката нема вода озгор да дојде да посееме оријесте. Оријесте искочија трава, по 3 пати ги дрляме, онадуме не може да дојде до нас водата. Состојбата е идентична со онаа од лани, кога за доцнетата сеидба оризарите ги остави без род. Ако лани беше лошо, годинава ќе биде полошо. И ако не се посее сега до први, тоа нема ништо да имаме ни инфект како лани. Ќе нема и зрно да се сее више, нема ни ориз да има ни ништо. Освен оризите, големите количини вода на земја ги кутнаа јачменот и пченицата. Дел од јачмените и пчениците кои биле богато наѓубрени или каде имало појава на ветер, забележано е полегнување на истите и се очекува загуба на зрно во зависност од процентот на полегнување кој може да биде на известни места и позначително. Но во овој случај, лошата гледка сега е вовед во богата жетва на лето. Жетвата во овој период од годината и оваа година сметам дека ќе биде во одлични рамки. Инаку, во источниот регион под ориз се 4000 хектари, додека под пченица и јачмен се 15.000 хектари.